Не извршната власт да се меша, туку тоа не е ни мешање, тоа е ингеренција на законодавната власт. Ако ние донесеме закони за ветинг, ако ја редефинираме, тоест мора да дефинираме флоскулата истакнат правник, така се, секој е истакнат правник, ако им ставиме мандат, ако им донесеме рокови за постапките и така натаму, тоа ќе мора, може и реформа на самиот судски совет, значи тоа ќе мора да го почитуваат членовите на судскиот совет. Значи ние нужно мораме преку законодавната власт нешто да реформираме. Тоа ми е поентата. А јас тука не гледам дека има волја и дека има желба. И сега ја видел уште понатаму дека дури како прво се потребни нужно реформи преку законодавната власт, значи нови закони. Второ, дури да ги избереме најдоблесните, најпрофесионалните судии во судскиот совет, јас мислам дека ефектот сигурно ќе биде подобар, да речеме, од овој судски совет, но нема да биде тој ефект ние што го посакуваме. Зошто? Затоа што тоа делува како еден вид на комора, имаме лекарска комора, адвокатска комора, ние имаме слични ситуации кај што лекари не сакаат да се судат наводници самите себе, адвокати не сакаат да се судат наводници самите себе. Утре, валјда тоа е инстинктивно некое чувство дека може тие да дојдат на унаводници нели обвинителна клуба. Не саѓате. И затоа ми е поентата дека ние не можеме да очекуваме од било која фела, а и од судската фела сама себе да ги спроведе реформите или сама себе да е онака ригорозна кога се работи за колеги кои што некои лично ги знаат и слично. Значи ние мораме прво законски измени, апсолутно да. Потоа можеме да се потпреме до некаде и на судскиот совет, секако со каде професионални членови, сакам да кажам, од овие што се моментално.